Добри дојде за мојот гостин Кирил Дончев од студентскиот пленум. Беше поканет и Кирил Спировски од студентскиот парламент, председател на парламентот, но рече дека во моментот патува и дека голем дел од неговиот тим, од неговите луѓе со кои работи, тие се со него на пат. Во секој случај, секогаш се добре дојдени за дебата. Последната вест, сушност фотографии кои кружат на социјалните мрежи, се повторно мизерните, катастрофални услови на студентските домови. Овој пат е студентскиот дом Гоце Делчев, каде што е урнат кровот од една од зградите во блоковите. Имате ли начин, со оглед на тоа што со години трае оваа голгота на студентите, имате ли начин да се справите? Па вака, ние во текот на действувањето на студентскиот пленум, почнувајќи од државниот испит, преку окупацијата, преку тепањето на студентите и преку затварањето на студентите од страна на оваа власт, сфативме дека дебатата е нешто што не можеме ние да го правиме со оваа власт. Значи, ќе мора да действуваме вон институциите и ќе мора да действуваме на будење на општата свест на народот како предводници на нешто ново, на нешто што да го избавиме народот од ова статус кво, бидејќи премиерот многу пати имаше нагласување дека ќе ги поправа домовите, дека тој секогаш кога ќе испаднеше некаков проблем, премиерот секогаш брзо реагираше со цел да го смири револтот и тензијата кај граѓаните. Така беше со сите работи што студентскиот пленум ги правеше. Ние секогаш кога ќе испаднавме со некакви барања, на првен не игнорираа, после тоа не викаа дека сме нелегитимни, после тоа почнаа да дебатираат со нас, па за на крај да не примат дури на преговорите. Значи, она доаѓа како првен те игнорираат, после се караат со тебе и на крајот ти победуваш. Значи, буквално ние битката што студентскиот пленум ја водеше овие година дена веќе што ќе направи со државата, беше буквално тоа. На крајот секогаш ние доаѓавме во некаква си битка со нив, во која што ние на крајот ја добивавме. Така да не ме ни чуди сега што она за што ние сме реагирале како студенти, значи за катастрофалните услови во студентските домови кои што ни социјалните мрежи скоро секојдневно представуваат подсмев и шега, значи институциите молчат, значи се даваат милионски суми за панорамски тркала, се даваат милионски суми за спомениците од Скопје 2014, значи многу интересно е она дека во студентските домови тушевите кои што треба студентите да се бањаат се нефункционални, додека се грижат да даваат пари за тушевите кои што се наменети за да се тушираат палмите. Значи буквално јас тоа го викам како за палмите тушеви, а за народот гумени куршуми. Значи тие повеќе нематеријалните ствари во нашето општество до тој степен е полудено, да се изразам така да не речам, да нематеријалните ствари повеќе добиваат важност отколку човечките животи, како што видовме и со Тамари и со Мартин Нешко, човечките животи и животот на студентите во домовите. Тие се ставени онака се маргинализирани, не се ни обидува оваа влада за такви социјални и студентски проблеми да се замара. Таа се замара со некакви мегаломански проекти само. Да, барате ли средба со надлежните институции, односно со луѓето кои се начело на тие институции? Во случајов ако Гоце Делчев е проблематичен со години, веќе велиме дека станува збор за руинирана зграда за која и странските медиуми пишуваа, се сетиме само на репортажата на Guardian. Да. Имате ли средби, обиди за средби да им ги изложите своите проблеми? Па вака, како што кажав на почетокот, ние уште за законот кој беше цело време баравме да дебатираме со владата, да ги сочиме ставовите еден кон друг, меѓутоа со самото тоа што во мај студентскиот пленум ја прогласи оваа влада за нелегитимна, мислам дека не постои никаква можност повторно да се седне на маса со тие луѓе и да се дебатира. Така да највеќе мислам дека што може во наредниот период да се направи, ги повикувам и граѓаните, ако сакаат повеќе да се приклучат кон студентите, кон младите, ако може своеволно онака вон институционално да делуваат, да се подигнат некакви протести, да има некакво задоволство, да може да циркулира ова низ медиумите и низ јавноста, да може да кажеме дека ние сме тука, ние следиме што прави оваа влада, иако не сме ние спремни за ништо веќе со нив да дебатираме. Меѓутоа, јас сметам дека само доколку се покаже автентичен револт од граѓаните, може нешто да се направи поголем притисок. Инаку повторно да имаме средба со студентскиот парламент кој што беше закопан уште на првиот протест, после тоа министерството кој беше прогласено за нелегитимно во мај, па и владата која што беше прогласена после она што се случи на 5 мај, мислам дека
секаква дебата во овој момент е излишна. Јално. Добро, и една од идеите на социјалните мрежи, па подосна ќе говориме за најавата за протест, но ја видов пред малку на Анастас Вангелио, член на Солидарност. Да, една од идеите е да всушност вие да ја окупирате зградата на ВМРО. Да, тоа што говорите за потрошените стотици милиони евра за Скопје 2014, како велите за палмите тушеви, но за народот гумени куршуми. Што велите за таква идеја? Буквално и тоа е, например, тоа што го кажав со тушевите, значи студентскиот пленум планира понатаму се она што е труло и јало, она што е труло државата Македонија, буквално да го изложи во едно кратко видео, тоест повеќе видеа во кои што ќе ги посочиме овие работи, како што рековте, парите и удобноста во која што уживаат членовите на високите функционери на ВМРО ДПМН во нивниот нов штаб. После тоа како студенти би оделе кон спомениците, кон зданијата од Скопје 2014 и ќе пробуваат да ги јадат буквално, бидејќи во домовите храната што се сервира цело време истата. Значи за да може да функционира еден студент, еден млад човек, ќе треба да има цело време разновидна храна. Значи не знам, имаше преку текот на летото многу слики од студентски домови да трнеме тука во близината, во Хрватска, во Словенија, кај што буквално студентите уживаат во прекрасни услови, значи имаат преубава мотивација за да можат да учат, им се обезбедени оние најосновни потреби за да можат да почнат да се надредуваат понатаму, дека кај нас, значи е буквално преживување. Она што студентскиот пленум планира да го направи е да излезе и да се буквално да ги повика сите од студентските домови да излезат и ако немаат топла вода и тушеви во домовите, да излезат да се тушираат пред палмите кои што се наоѓаат, мислам дека облизано на домот Гоце Делчев, да излезат дека се истушираат таму. Ако немаат доволно за јадење, нека излезат студентите да почнат со ножеви и вилушки да трнат кон спомениците од Скопје 2014, да почнат да ги јадат нив. Значи буквално да бараат оние пари што се наменети за панорамските тркава, за тие работи, да се пренаменат за некои вакви работи кои што можат да помогнат на државата. Да. Околу протестите најавувате протест за следната недела и ги повикувате сега граѓаните во ова интервју да ви се придружат, се надивате на масовни протести. Вака, да, не е протест, туку се надевам на низа на протести, на низа на незадоволство, на низа на дејствување не само на студенти. Значи сакам да го проширам ова движење. Значи ќе се вратам малце, ќе навлезам политички сега вака. Не мора да значи дека проблемите во државата се решени само со договорот од Пржино што беше потпишан помеѓу политичките партии. Значи реалните проблеми внатре во општеството, овие што кажувам, студентските, социјалните, неправдите што се случуваат цело време, значи буквално во Македонија човек не може да се избори за праведна одлука на суд. Значи сите тие проблеми постојат во општеството и не може некаков си апсолутен договор да ги реши. Затоа јас повикувам во наредниот период граѓаните да не се демотивираат и да чекаат само одозгоре од политичките елити да дејствуваат. Некако туку како што ние студентите како сакам да послужиме како пример. Значи фали нешто во општеството, ома почнуваме да реагираме. Значи студентскиот пленум мислам дека треба да се движи во насока да наредниот период, додека нели трае целата оваа разрешница на политичката криза, да не ја следи само немо, туку автентично он да ги пласира идеите во општеството. Како што реков, значи сега ние ќе испаднеме со видеата што ќе реагираме за студентските домови, потоа исто така и за плаќањето на икса, кој што представува државен рекет, парите кои што се за икса. Јас знам кога се запишував прва година на факултет, парите кои што ги плаќаме 750 денари за тие културни и спортски активности, буквално одат кај ректорот и кај студентскиот парламент, кои што ги користат за некои нивни цели, организираат, не знам, еден надпревар во пинг-понг, трчање на кај водно, буквално такви некои минорни работи и тие пари кои што се за културно надградување и за забава на студенти да се вложат натре, тие пари ги снемува. Значи буквално се има некаква фасада, се организира еден мал настан на кој што учествуваат само тие луѓе што го организираат настанот и не привлекува никакви студенти. Тоа е всушност проблемот со студентскиот парламент. Студентскиот парламент
како што кажав, и целата влада е нелегитимна, и студентскиот парламент исто така не е легитимен да кажува дека е избран од студентите. Бидејќи на изборите, веќе има наредниот месец избори, на изборите во кои што гласаат многу мал дел од студентското тело, да тргнеме од УКИМ, има околу 25.000, мислам според официјалната статистика запишано студенти, околу 4-5.000 мислам дека студенти гласаат на тие избори. Тоа не е само за едниот кандидат, мислам дека има 3-4 кандидати и едниот кандидат се бира само со околу 2000 гласови. Значи со која минорна бројка он располага за да каже дека тој е легитимен. Еве Кирил одби моето име някој од студентскиот парламент да дојде еве сега на дебата, меѓутоа јас првото нешто што би го прашал е од кој е тој избран, како тој се кажува дека е студентски парламент, како тој може легитимно да се занимава со проблемите на студентите, бидејќи проблеми на студенти, значи не е само да им организираш некаков тениски пинг-понг турнир вакото, значи буквално студентскиот парламент ја убива секаквата креативност кај студентите. Значи буквално тоа всушност е едно тело кое што делува по партиска. Добро, веројатно треба прво се избори за елементарни достоинствени услови за живота, подоцна да јадете колачи. Да. Фигуративно кажано, зошто не барате средба со ректорот на УКИМ? Имате ли досега побарано средба за да ги решите овие проблеми на маса? Па да, видете, вака, ректорот на УКИМ во досегашната негова соработка, условно кажано, со студентскиот парламент се покажал како многу неконзистентен, многу неистрен до крај во она што го кажува. Значи има многу променливи ставови, така да ние кога би излегле со него да му ги посочиме овие проблеми, тој или ќе почне да одложува како што беше законот. Додека ние не ги прекинавме преговорите, законот беше во постојано одлагање, дали од МОН, и ректорот всушност беше некаков медијатор, меѓутоа сепак мислам дека тој повторното негово уклучување во сето ова, мислам дека повторно нема да вроди со плод, бидејќи тој или ќе ја одоговлекува целата ситуација или ќе нема конкретно изграден став што да прави во. Добро, после овој интервју ќе го повикам ректорот на дебата со вас или со некој од студентскиот пленум представник. Да, мислам дека може, за да дебатирате, ги спротиставите ставовите и аргументите. Да. Јас благодарам што бевте гостин. Благодарам вас.